Благодарам, председателе. Иако, направивме напор, некако не можевме да договориме со владата за потребите, како што кажав, на 400.000 жени во Република Македонија. По опции кажавме и се уште постои простор, почитувани колешки, да се договориме или на крајот да направиме комисиски амандман. Не сме ние економисти, тука си е владата, нека си најде статки од каде, како, што и на крајот сите заеднички, подпишани сите колешки претенички, да си го изгласаме ова амандманско решение и како што кажав, го чекаме законот, нешто што е ветено, нешто што ние го разговаравме веќе 2 недели и го нема законското решение. Сега тука видите, некој лаже. Некој ве лаже и вас. Ќе ви го пратиме законот денеска, утре и еве го нема законот. Значи него нема да го кочиме законското решение, напротив, ја повикуваме владата да го прати законското решение за да може да гласаме. Така да, почитувам председателе, јас навистина, се обидов и јас како предлагач на амандманот, но и другите мои колешки, да најдеме, ова не е популизам, ова нема политика во ова мора да биде заеднички став. Не случајно побаравме пауза и ќе се трудиме до крај да најдеме заедничко решение, колешки, да се подпишеме сите на овој амандман и законот после да го изгласаме. Јас навистина не знам каква форма и каков начин повеќе да одбереме освен ова повикување на заедништво со цел да го намалиме данокот на додадена вредност од 18 на 5% за менструалните производи. Благодарам.